Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Амос, светиот маченик Лазар српски кнез и блажениот Августин епископ Ипонски. Светиот пророк Амос роден е во селото Текују близу до Витлеем. Прост по потекло и по живот, Амос бил чувар на свињите на богаташите од Ерусалим. Но Бог кој не гледа кој е кој по надворешноста, туку по чистотата на срцето, кој и Мојсија и Давида ги зел од кај овците и ги поставил за водачи на народот, го избрал и овој Амоса за свој пророк. Тој го изобличувал царот Озија и неговите магесници за идолопоклонство и го одвратувал народот од поклонувањето на јунците од злато во ветилја, учејќи го да му се поклонува на Бога единиот и живиот. Кога главниот магесник Амасија го гонел, тој прорекол дека асирците ќе го покорат Израелот, дека ќе го исечат царот и синовите на Амаси, и дека пред очите на Амаси асирските војници ќе му ја осквернат жената со блуд, затоа што и Амаси го завел народот на блудствување со идолите. Сето ова потоа и се случило. Синот на магесникот го удрил пророкот со стап по челото, толку силно што овој паднал. Одвај жив го донеле во неговото село Текују, каде што ја испуштил својата света душа. Живеел во 8 век пред Христа. Спаси
блаже Христе Боже, смертiju смрт поправи. Един си святија Тројци, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот маченик Лазар, српски кнез. Еден од српските големци кои владееле со српското царство по царот Душан. По смртта на Урош, Лазар бил крунисан од патриархот Ефрем за српски цар. Испраќал пратеници во Цариград со монахот Исаија да моли да се симњаа на темата од српскиот народ. Се борел против турската војска во неколку наврати. Најпосле на Косово поле во 1389 на 15 јуни се судрил со турскиот цар Амурат, каде што било безглавен. Телото му било пренесено во неговата задолжнина во манастирот Раваница кај Ќуприја, а подоцна оттаму било пренесено во Раваница Сремска, откаде што за време на Втората светска војна во 1942 година било пренесено во Белград и положено во соборниот храм, каде што и денес нетлено почива и им дава утеха и исцеление на сите оние кои со молитва му се обраќаат. Ги обновил манастирите Хилендар и Горњак, ги подигнал Раваница и Лазарица, бил ктитор и на рускиот манастир Свети Пантелеймон на Светагора, како и на многу други цркви и манастири. Блажениот Августин, епископ Ипонски. Благодарејќи на советите, солзите и молитвите на мајка му Моника, бил обратен од незнабоштво во христијанството. Голем учител на црквата и влијателен писател со известни неодобрени крајности во учењето. 35 години го прославувал Господа како епископ Ипонски и се насе на земјата поживеал 75 години од 354 до 430 година. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величаем.
Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.